Еве на овој убав голем христијански празник ова утро нашата Ирина Пепелјуговска има одличен соговорник, всушност со неа отец Антонио од Македонската православна црква со кој што ќе ни кажат зборува за тоа како се празнува Света Петка, Петков ден и што е важно за овај убав христијански празник. Добро утро Иринче, за многу години нека ни е Петков ден. Добро утро Суза, нека ни е за многу години денешниот голем христијански празник Петков ден. Ова утро се јавуваме од соборниот храм во центарот на Скопје и ќе зборуваме за значението на денешниот голем христијански празник Петков ден. Овде во центарот на Скопје е раздвижено, веќе верниците влегуваат во храмот позади нас, ќе може и да видите, а веднаш до мене е отец Антонио, кој што ни доаѓа од Македонска православна црква, Охридска архиепископија. Отец Антонио, добро утро. Ви благодарам што утринава сте заедно со нас и со нашите гледачи. Нека ни е за многу години денешниот голем христијански празник Петков ден. За многу години нека ни е празникот. Добре дојдовте во соборниот храм. Ви благодарам. Како што кажавме, денес е голем христијански празник Петков ден. Првиот празник кој што ни ги најавува веќе зимските слави. Од денеска Света Петка е заштитничка на болните, на старите, на жените. Вие како отец да ни кажете малку повеќе за житието на Света Петка. Света Петка или Света Параскева, како што е правилно името, е една од оние светителки кои што се со најширок или најраспространет култ во Македонија. Има во православието или во христијанската црква општо има три светителки кои што го носат ова име и честопати кога ќе спомене Света Петка, народот мисли дека станува збор за една иста светителка. Меѓутоа мора да се прави јасна разлика помеѓу тие три светителки, бидејќи ова што е Света Петка нарекуваме епиватска, се празнува денес на овој ден, а пак имаме уште две кои што се празнуваат во месец август и во месец ноември. Така што тие се кај нас со помалку распространет култ, меѓутоа оваа денешнава е со најширок култ. Станува збор за светителка која што живеела во период на 10-тиот и 11-тиот век. Родена е во местото Епиват, некаде во Мала Азија, од благочестиво семејство, православни христијани, верници луѓе, биле родителите на Света Петка и таа имала уште еден брат кој што се викал Евтими, исто така како и неа тргнал по Божите патеки низ животот, се замонашил, станал епископ и така го завршил и својот живот служејќи му на Бога. Додека пак Света Параскева по смртта на нејзините родители одлучила да го раздаде имот на сиромаси и да замине во подвижништво. Како што бил примерот низ историјата на христијанската црква од многу монаси, монахињи кои што се подвизувале во пусти места на страна од светот и од бучавата и така натаму, така и Света Параскева одлучила да замине на страна, бидејќи уште кога била помлада, кога носеле родителите во црква, некако во незините уши се врежале зборовите од Светото Евангелие, каде што Христос вели кој сака да врви по мене, нека оземе крстот свој, нека се одрече од светот и нека оди по мене. И таа буквално го сватила сето тоа и заминала во пусти места, се вели дека најголемиот дел од својот живот го поминала подвизувајќи се во Јорданската пустина. Таму оставила голем белег, да речеме така, од својот живот во подвижништво, потоа и се јавил еден ангел на чуден начин и рекол дека треба да се врати во својот роден град. И така таа го послушала Божиот глас, се вратила во градот Епиват, се вели дека поживеала таму околу 2 години од прилика и се упокоила. Била погребана надвор од градските гробишта, затоа што не ја познавале мештаните, не знаеле дека е потекло од овде. И на чудесен начин повторно се појавуваат незините мошти по извесен период. Се вели дека починал некој морнар и требало да се погреба, го однеле надвор од градските гробишта и го положиле неговото тело ископале гроб и тој гроб бил всушност на Света Петка. Виделе дека се нетлени незините мошти, нераспадливи и одлучиле по Божја промисла да ги однесат во градскиот храм кој што бил посветен на Светите Тројца и Ерарси. И таму ги положиле онака достоинствено како што прилега, напишано е незиното житие и одлучено од христијанската црква да се вброи во диптихот на светиите, односно да биде прогласена за светителка. Интересен е моментот што незините мошти честопати биле преместувани од едно на друго место низ историјата, поради тоа што турците османли напаѓале одредени места на Византија, поводоцна на Балканот и така натаму, па тие биле преселувани од Епиват во Цариград, па потоа во Трново еден период во бугарската држава, па потоа биле во Белград еден период, за на крај повторно да завршат во градот Јаши во денешна Романија и таму некаде од 17-тиот век па се до ден денес почиваат и многу луѓе одат како поклоници, се поклонуваат на незите мошти и се случуваат постојано некакви чуда, некакви исцеленија на болни и така натаму.
Отец Антонио, многу убаво објаснивте. Сега би сакала за гледачите малку околу обичаите на нашиот народ за денешниот христијански празник. Еве гледаме верници влегуваат, излегуваат во црква, вратите на црквата на сите Божи храмови широм нашата држава се отворени до вечерните часови. Кажете ги малку обичаите, и денеска е и слава. Има многу луѓе кои што славеа и вчера и денес. Па токму така, ова е една од првите домашни слави или празници кои што да речеме во овој есенско-зимски период започнуваат. Еден од првите поголеми празници кои што ги имаме еве во месец октомври, па потоа продолжуваат нели други поголеми празници, меѓутоа обичаите кога станува збор конкретно еве за Света Петка, но и за други некои култни слави, се знае дека ние како православни христијани треба пред се да го следиме незиниот пример. Сега кога зборуваме веќе за некаква традиција, јас прво тоа би го назначил дека ако веќе славиме слава на Света Петка, која што била подвижник, била испосник, живеела благочестиво, христијански, правела добри дела, се молела постојано на Бога, тогаш треба и ние да го земеме незиниот пример, да му се молиме постојано на Бога, да живееме добродетелно, благочестиво, како што доликува на православни христијани, да си одиме постојано во црква, да се причестуваме, да правиме добри дела, да шириме добрина на секаде низ општеството, и на тој начин ќе покажеме дека го следиме незиниот пример во животот. Потоа на самиот ден, на самиот незин празник, да дојдеме во Светата црква, да присуствуваме на литургијата. Еве сега во овие моменти веќе е започнала литургијата кај нас во Соборниот храм и секаде во православните храмови низ земјава, и да присуствуваме на литургијата, да се причестиме нели како вистински христијани, и потоа да однесеме една убава атмосфера, една духовна атмосфера во своите домови, на секаде низ улиците, меѓу нашите ближни и така натаму. И нели доколку некој има куќна слава или именден, си носи лепче во црква, заедно со лепчето носиме варена пченичка, носиме црвено винце, свеќа кои што нели тука ќе се благословат, па си ги носиме во домот, ќе поделиме на блиските кои што ќе ни дојдат на слава и така натаму, така што на тој начин и ќе ја запазиме традицијата, но и ќе покажеме пред светот дека сме вистински христијани. Одлична порака, секогаш е задоволство и чест да се разговара со вас. Имате ли еве за крај да им посакате нешто, да ги благословите православните христијани и сите наши гледачи кои што не гледаат во моментот? Па да, секако, ова што го спомнав, ќе се надоврзам на истите реченици, дека ние како христијани треба да живееме морален, благочестив живот и секогаш да шириме добрина. Па така, еве, денес на овој убав голем празник, кој што е почеток на сите нели други есенско-зимски празници, да и се помолиме заедно на Света Параскева Петка, да испроси од Бога благослов за сите нас како православни христијани, па ете да ја погледне и оваа мала земја Македонија, да не благослови сите и да ни даде мудрост, здрав разум и здравје на сите, и да се надеваме на подобри денови и подобри днина за сите. Нека ни е за многу години празникот. За многу години нека е празникот. Јас навистина немам што да додадам на ова. Ви благодарам многу. Сега ќе ве ослободам да се вратите на вашето работно место. Ви благодарам отец Антонио, за многу години нека ни е празникот. За многу години. Суза, ние завршуваме, се одјавуваме овде од Соборниот храм во центарот на Скопје. Ја гледате атмосферата, еве веќе верници пристигнуваат, влегуваат во црква, заминуваат. Ако имаш нешто да додадеш, ако не, те поздравувам од овде и се гледаме во телевизија. Така, времето не ни дозволува, за жал, да додадам. Многу ве поздравувам и многу ви благодарам. Поздрав и до отец Антонио. Уште еднаш нека е честита славата во секој дом каде што се одбележува овој петков ден.